Граѓаните на Македонија стравуваат од тоа огнот кој веќе неколку денови ја демне нашата земја да не се прошири кон нивните домови. Затоа каква е состојбата во моментов низ Македонија, го прашавме директорот на Дирекцијата за спасување и заштита Шабан Салију. Во овој момент имаме податоци дека од утрото имаме убаво и действување, така што многу пожари се ставени под контрола. Во Богомила имаме активен пожар само кај општина Чашка, место викано Бела вода, према манастирот, спроти манастирот, во Урбанци село Дреново. Синоќа во Дреново беше некаде околу 23 часот локализирано, целосно изгасан, меѓутоа утрото слушам дека е активизиран. Во село Калуѓерец исто, кај Чашка и место викано Сува Гора е активен пожарот. Значи, во Македонски Брод имам податоци дека таму се действува, имаме пожар, значи кај Требовље и Растеж е локализиран, меѓутоа во одреден дел кај падината испод селото Растеж има некое чадење и таму ќе се обидиме максимално да го изгасиме. Во Тетово имаме активен пожар, гори Сува трева на Жеден, авионите, како што кажав, десуваат во Чашка, село Лице, село Јаболчиште и во местото викано Бела вода. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од вчера донесе целосна забрана за движење во шумите. Забраната ќе трае се до незиното отповикување. Министерот Љупчо Николовски потенцираше дека контролите и казните следниот период ќе бидат засилени. Особено ќе бидат засилени контролите, но и казните. Затоа што имаме сериозни индиции дека дел од пожарите се подметнати. Денес носиме одлуки за целосна забрана за движење во шумите, освен за оние кои што стопанисуваат, за полицијата, за сите оние кои што се надлежни. И она порака што сакам да испратам е дека победуваме постапка да опожареното дрво не смее да се стави во правен промет, односно да се продава на физички лица. На својот Facebook профил Николовски напиша статус со која потврди оваа одлука. Активна е и забраната за движење низ шума во периодот од 15 јули до 15 август, што традиционално ја изрекува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Движењето е дозволено само со соодветна дозвола од македонски шуми и од субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Казната за непочитување на оваа мерка изнесува од 1500 до 2000 евра. Од Евана за ТВ Нова велат дека поради пожарите жителите на Богомила, Нижелово, Чеплес, Папрадиште и Орашје извесно време ќе останат без електрична енергија.